Зборуваме за уште еден закон со кој што се регулира работата на Министерството за внатрешни работи, а кој што нема да донесе ништо подобро во функционирањето на Министерството или во зголемувањето на безбедноста на граѓаните и јавниот ред и мир, туку ќе донесе дополнителна политизација на и така исполитизираното Министерство, во кое што изминативе 6 или 7 години, колку што го управува Оливер Спасовски, стана омилениот репресивен инструмент во рацете на власта. Ова е предложен закон кој што не треба да добие поддршка од пратениците и за кој што ги повикувам сите независни синдикати во полицијата да реагираат и да го спречат носењето на ваквиот закон кој што потоа ќе има несогледливи штетни последици во работењето на безбедносните служби кои се регулирани под Министерството за внатрешни работи. Она кое што треба да се укаже е дека како оправдување го имаат земено дека се имплементираат препораки од извештајот за петиот круг на ГРЕКО, во кој што, кој ќе го прочитате вака предложениот закон, разбирате дека нема никаква допирна точка и дека законот е составен не за департизација и деполитизација, како што стои нели во извештајот, туку еклатантна политизација и еклатантна партизација на Министерството за внатрешни работи. Со овие измени грубо се врши кршење на кариерниот систем во полицијата и се дозволува, како што кажаа сите пред мене, унапредувања за 3 нивоа без никакви предвидени стручни критериуми и искуство. Ова не е никаква препорака од никаков извештај, туку иде во насока на нефункционалност на Министерството и унапредување на партиски подобри кадри, исто така како што го направи СДСМ во 2015 година. Сакате да унапредите луѓе кои што ќе ве слушаат, луѓе кои што безприговорно ќе ги услушуваат вашите наредби, луѓе кои што ќе можете на еден повик на телефон да ги испраќате во местата каде што ќе се одржуваат избори, каде што ваши избрани функционери, советници, директори, пратеници и министри кои што ќе го кршат законот да се обидуваат да ги покриваат се додека тоа не го открие јавноста. На овој начин интенцијата е на раководните позиции да се намести млад и неискусен кадар. Ова млад не зборам млад во години, туку зборувам за кадар кој што е примен вчера, завчера или пред 1-2 години на клучните позиции во Министерството за внатрешни работи и без притоа да може да биде променет веднаш по променувањето на министерот или владата. На сите граѓани им е јасно дека времето ваше е завршено и дека вие ќе одите во опозиција и вие сакате со законот овој и оној за обвинители и суди да се заштитите од соочувањето за законот за сите оние пропусти кои што ги имате направено во изминатите 6 години. Кажете ми уште една земја членка на Европската унија каде што е предвидено или е дозволено унапредување од еднаш на 3 позиции. Кажете ми каде постои усогласување на извештајот со ГРЕКО, од каде доаѓаат тие извештаи, тие препораки од кој извештај и кажете ми зошто го менуваме ова законско решение во моментов кое што е на сила, а кое што е доведено со стручна и финансиска поддршка од ЕУ, од ОПСЕ и од ДЕКАФ. Понатаму, кажете зошто сакате да направите измени и наместо секторот за внатрешна контрола да воведете нова организациона единица каде што ќе ги поведува дисциплинските постапки против полицајците. И кажете им на полицајците и на јавноста зошто одбивте амандман да во таа единица членуваат луѓе кои што имаат 10 годишно работно искуство во МВР и предходните 3 години да не направиле никаков престап. И кажете им дека со ваква дисциплинска посебна организациона единица ќе може да членува кој годе и што годе вработен од вчера, кој што правел криминали и сега тој ќе треба да ги дисциплинира полицајците кои што си ја вршеле собствената работна задача. Понатаму, со ова треба да им кажете на полицајците, на оние вработените во Министерството за внатрешни работи и на граѓаните дека уназадувате реформи во безбедносен сектор, дека ја спречувате земјата да има поплодна соработка со меѓународните партнери и дека само сакате да направите политизација и партизација на Министерството. И што ќе доведе ова? Ова ќе доведе дополнителна спрега помеѓу МВР и криминалот. Драги почитувани пратеници од мнозинството,
Во градот Скопје, од кај што доаѓам јас, царуваат криминалците и бандитите. Граѓаните се небезбедни, а по информациите што ги имам и во сите градови во оваа држава царуваат бандитите и криминалците. Тие се главни и по училиштата, и по ноќните клубови, и по трговските центри, и тие се главни и по институциите. По извештајот на Европската комисија во поглавието 31 одбрана и безбедност, вашата влада и ова министерство било оценето со оценка 2. Затоа ДЕА ќе ни ги апси начелниците на СВР за трговија со дрога. Тоа е едно од најсрамните епизоди во функционирањето на вашата влада. Затоа ќе ни се случува акцијата Планина, каде што дилерите на дрога ќе бидат известени дека ќе има акција и ќе бегаат, а ќе бидат фаќани лица кои што потоа од домашен притвор ќе ограбуваат банки. Затоа ќе имаме неразчистени убиства на секој чекор. Затоа во прилеп на изборите ќе има група од полицајци кои што ќе пишуваат кој треба да биде уапсен и каде треба да биде уапсен. Затоа ќе ни се случуваат пасоши да доделуваме на 250 светски бандити и тоа да биде нотирано во извештаите. Нема која белосветска бараба не побарала пасоша, не добила. Елитните, би рекол, убијци на балканските кланови имаат добиено македонски пасоши и се срамеме по светот. Затоа ќе ни бега од овие граници кој ќе стигне и вие ќе ни зборувате тука дека полицијата сега не била политички или исполитизирана, а кажете ми кој е градоначалник на Чучер Сандево и што беше пред да стане градоначалник? Јас ќе ви кажам. Беше командир на полициската станица во Бутел, каде што во 2019 и 2020 година, додека беше командир, членовите и активистите на ВМРО ДПМН проплакаа од истиот тој професионалец кој што сега вие од позиција на командир го направивте градоначалник на една скопска општина. Затоа ќе има политички прогони, понижувања на тренирани полициски службеници во кои што оваа држава вложила многу средства. И затоа тие школувани елитни полициски службеници кои што се специјалци во единицата за специјални задачи Тигар ќе бидат преместувани да чуваат гаражи и да чуваат кучкарници, а оваа држава вложила средства во нивниот тренинг. Па така ќе имаме полицајци од ЕСА за Тигар кои што биле во првиот вод за упат, најелитниот вод на оваа специјална единица, ќе бидат прераспределувани заради тоа што се политички неподобни. Затоа бранителите од 2001 година кои што членуваат во полициските единици ќе ги распределувате само затоа што одбиле да кажат добар збор за Оливер Спасовски. Затоа полицајците по станиците, оние кои што нема да се поклонат пред вашата искриминализирана полиција и кои што ќе одбијат да работат и да соработуваат со криминалци, ќе ги разместувате да чуваат возови или од една на друга станица секој 3 недели да добиваат нови решенија подпишани од Спасовски. Додека Оливер Спасовски се занимава со оние кои што не сакаат да го аминуваат неговиот би кажал условно вака кажано брак со криминалот, тој се занимава да ги испраќа по станиците, а не се занимава да ги лови овие кои што го уништуваат системот на безбедност во Република Македонија. И затоа оние полициски службеници кои што оваа држава потрошила средства да ги обучи да обезбедуваат VIP лица, оние кои што се неподобни од вас ќе ги испраќате на 100 километри од нивните домови, затоа ќе ги деградирате пробувајќи да ги понижите и тие голем дел од нив ќе даваат откази и ќе одат да го бараат својот леп во Ирак, Авганистан или во другите држави. Затоа што вашата партиска полиција предводена од Оливер Спасовски пробува да го исполитизира министерството и носи ваков закон кој што нема да донесе ништо добро. И затоа уште еднаш на крајот од моето излагање ќе повикам на разум, исто како што ве вразумивме за оваа која што сакавте да ја ставите во регулаторната комисија за енергетика, повлечете го ова предлог законско решение затоа што нема да ви успее. А немојте да мислите дека некој некогаш нема да поведе постапка и на сите оние кои што противправно биле унапредувани и оние кои што противправно може би биле деградирани затоа што одбиле да стават амин на врската помеѓу криминалот и Министерството за внатрешни работи, тие кои што биле неправдено деградирани нема да се вратат на позициите, а оние кои што биле неправдено пак унапредени затоа што дремат по партиските штабови на СДСМ, затоа што вечерта пред молкот на изборите ги штитат градоначалниците или функционерите кои делат подкуп, нема да бидат изведени пред лицето на правдата. Ги повикувам сите синдикати, сите граѓани заедно со нас да го спречат донесувањето на вака напишан закон за внатрешни работи. Благодарам. Реплика